Добро утро. Како да се одвикнеме од пушењето? Пред една година во Центарот за јавно здравје Куманово започна да функционира бесплатно советувалиште кое што под ингеренција на Министерството за здравство требаше да организира бесплатно советување како граѓаните да се одвикнат од пушењето. Предлагам да проследиме прилог на оваа тема. Кумановските здравствени работници требаше да бидат првите кои се одвикнуваат од пушењето во советувалиштето во Центарот за јавно здравје Куманово лани. Надлежните предвидуваа дека 2 пати неделно, секој вторник и четврток, група на здравствени работници треба да присуствуваат на двочасовните едукативни предавања кои ги организира обучен тим составен од лекар и медицинска сестра. Предавањата за пушачите од здравствените институции, нагласија тогаш надлежните, требаше да траат до 20 август, истата година, пошто требаше да следи едукација за граѓаните. Методот може да биде групен и индивидуален, што ќе зависи од возраста, од долготрајноста од конзумирањето на цигари, од резултатите на тестовите и анкетите што претходно треба да се спроведат. По потреба требаше да се ангажира и психолог и социјален работник, изјавуваа тогаш од Центарот за јавно здравје. На предавањата, објаснува, се укажува на штетното влијание од пушењето врз здравјето на пушачите, а се презентираат и можности за одвикнување од пушењето, како што е субституционалната никотинска терапија. Во рамките на едукативните предавања се укажува и на симптомите на абстиненцијалната криза. Во рамките на едукативните предавања требаше да се вршат и контроли, првин на 15 дена, потоа на месец дена, па на 3 месеци. Се смета дека успешно се одвикнал од пушење оној кој не пушел година дена, објаснуваа тогаш лекарите. Токму на оваа тема разговараме со доктор Маријан Денковски. Добро утро. Добро утро на вас и вашите гледачи. Само за да ве представиме пред гледачите, вие сте раководител на Оделението за социјална медицина од Центарот за јавно здравје и бевте надлежен, не знам дали се уште трае ваквото бесплатно советувалиште за одвикнување од пушење во Центарот за јавно здравје. Дали профункционира ваквото советувалиште? Да. Значи, како што кажавте во прилогот, советувалиштето функционира скоро една година. Во почетокот тоа беше според насоките на Министерството за здравство, организирано за здравствените работници и вработените во здравствените институции, и тоа на некој начин со организирање на неколку мали групи успеавме да го реализираме во смисла да го опипаме пулсот на здравствените работници пред се на лекарите во нашиот случај за желбата за одвикнување од пушење и начините на кои тоа би можело да се направи. Во наредниот период, значи тој што следеше после септември минатата година, советувалиштето е отворено за сите граѓани на нашата општина, како и на општините кои припаѓаат на Заводот за здравствена заштита, односно Центарот за јавно здравје, а тоа се Старонагоричана, Липково, Ранковце, Крива Паланка и Кратово. Меѓутоа, мора да признам дека интересот кај граѓаните, кај оние кои би требало да се одвикнат и би сакале да се одвикнат од пушењето е релативно мал. Што е причината за тоа? Мислам би можеле да зборуваме. Има повеќе причини, може да се каже неинформираност, можеби неинформираноста, можеби недостатокот на повеќе кампањи, иако Министерството имаше една кампања минатата година каде што ги извести граѓаните преку средствата за масовно информирање за можностите кои ги пружа оваа советувалиште и за начинот на кој тоа може да се дојде до него. Јас неколку пати спомнав и претходно дека можеби е тоа што советувалиштето се наоѓа во здравствена институција, на некој начин може би ги одвраќа луѓето кои себе си се сметаат за здрави, нели, а доаѓањето во здравствена институција го поврзуваат со некоја болест или неспособност. Меѓутоа, тоа се наоѓа таму каде што имавме можности да го отвориме во просториите на Центарот за јавно здравје, во рамки на микробиолошката лабораторија имаме просторија каде што меѓу другото е сместено и советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје и за ХИВ-СИДА. Може би таа близина на, да кажеме, на такви две зависности. Предпоставам дека и тоа е, исто така и термините кои беа определени од причина што нели тоа беше времето кое што можеше да се одели, термините од 2 до 4 во вторник и четврток.
ги одвраќа до некаде и до сега интересот е сведен на степен на луѓе кои нас не познаваат или ги познаваат луѓето од групата на здравствени работници кои веќе биле и добиле совет во нашето советувалиште. Инаку може да разговараме и за други причини, за слабиот интерес, нели, можам веднаш да кажам дека резултат на отварање на нашето советувалиште и на други 9 советувалишта во Република Македонија е постоењето на исто такво во Институтот за градни болести и туберкулоза во Скопје, каде што веќе 3-4 години функционира релативно успешно советувалиштето, меѓутоа тоа е на некој начин од друг тип. Таму доаѓаат луѓе кои се болни, да кажеме, од туберкулоза или најчесто хронична обструктивна белодробна болест, кои имаат една голема здравствена мака и кои веројатно се трудат, нели, да ја надминат таа зависност од Докторе, цигарите. зошто тоа е така, да кажеме, додека не видиме мака, додека не видиме проблем, не се обидуваме да се откажеме од оваа навистина грда и штетна и пред се економски неисплатлива навика? Да, па видете, цигарите, бевме во дилема дали пушењето од цигари создава психичка и физичка зависност, меѓутоа поголем број големи студии во развиените земји на запад, па и во Кина и Индија докажаат дека пушењето од цигари создава и психичка и физичка зависност. Така да едноставно тоа е главната причина поради која пушачот не може баш едноставно да се откаже од цигарите. Самите рековте во прилог дека откажувањето е многу тешко, дека сметаме дека некој се откажал дури после година дена од тоа, и можам да ви кажам дека искуствата исто така зборуваат од советувалиштето кое го спомнавме во Институтот за градни болести и туберкулоза, дека само еден од стотината нивни корисници на услугите се откажал, односно успеал, иако се работи, нели, за краток период, зборуваме за година дена, а тие функционираат 3-4 години, значи еден успеал да се откаже. Веројатно и тоа е, мислам неверојатно, сигурно и тоа е успех, меѓутоа тоа е причината поради која луѓето, нели, можеби имаат волја, можеби се обиделе, нели, статистиките кажуваат дека во текот на пушачката кариера пушачот се обидува еднаш, два пати, три пати, па дури успешни се откажувањата според некои согледувања, ако 5 до 7 пати се обиде во текот на таа кариера, дури после тоа успева. Долготрајноста на пушачкиот стаж, што го викаме, исто така влијае врз можноста за полесно или потешко одвикнување. Да. Значи, кои се, да кажеме, најдобрата возраст да се одвикне, кога веќе почнал да пуши цигари? Ако кажеме дека најголем дел од пушачите почнуваат на возраст од 13 до 17 години да пушат цигари, значи тоа е една за нас многу лош податок, алармантна информација, меѓутоа така и во цела Европа, така и во развиените западни земји, каде што младите најголем дел на таа возраст почнуваат да пушат. Сигурно дека е подобро да се направи обид во самиот почеток да се остават цигарите, меѓутоа од друга страна психичката и физичката зависност пак зависи од количината на испушените дневно цигари и пушачкиот стаж, така да доколку, например, се направи обид во подоцнешна возраст, резултатите од таквото оставање на цигари сигурно дека пушењето ќе бидат послаби и отколку ако тоа се направи на помлада возраст. Затоа што имаме исто така истражувања кои кажуваат дека по откажувањето од цигари, дури по 15 години од откажувањето, ако имате 20 години пушачки стаж, вие добивате статус како непушач. Односно, имате ризик за некои кардиоваскуларни болести и плучни болести, исто како и оние кои не пушеле. Значи, во периодот кој е после тоа, вие сте се уште под повисок ризик. Затоа е многу подобро, доколку постои можноста, нели, тие се едукативни и други можности, да, или не се започне, или многу брзо се започне со постапката за откажување од пушење. Меѓутоа, зависноста од цигарите се чувствува, рековте, и психички и физички. Како и секоја зависност, да кажеме, која што, еве, кај нас во Македонија владе мислење дека не станува збор за некоја опасна зависност. Да. Имајќи ги искуствата кои ги имаме во нашата околина, значи некои од наши пријатели, познаници едноставно или лесно
ги оставиле цигарите, тоа е нешто што нас не доведува во заблуда и на помисла дека е лесно и едноставно да се остават. Меѓутоа, цигарите, односно тутунот, прави зависност иста каква што прават и опојните дроги, психоактивните супстанции, алкохолот. Само е тоа, да речеме, во стапки некоја помала зависност од хероинот, кокаинот и другите психоактивни супстанции, а поголема од зависноста од алкохол. Тоа е и психичка и физичка зависност. Сега да не идеме у детали дека тоа се работи за некои неврорецептори во централниот нервен систем каде што никотинот се закачува и доколку нели организмот не го добие никотинот, настанува абстиненцијална криза, класична како што настанува абстиненцијална криза и кај другите состојби на зависност, и организмот има потреба, се чувствува нели физички тремор, се чувствува забрзана работа на срцето, малаксаност, нагон за повраќање и такви работи, а се чувствуваат и психичка слабост, замор, немоќ, анксиозност и такви работи, така да мора да признаеме, иако мислевме дека не е така, дека сите истражувања покажуваат дека цигарите, пушењето цигари, никотинот и други некои супстанции кои ги содржат цигарите, затоа што тутунот содржи над 2500 супстанции штетни за организмот, а димот од цигарите содржи 4000 супстанции кои се изворедно штетни, додека тутунската индустрија, па за ваша информација, инкорпорира во цигарите уште 500 до 600 други материи за да го поправи вкусот и изгледот на Само цигарите. што едно прашање, па ќе одиме со кратка пауза. Рековте дека димот од она што се од цигарите има 4000 супстанции. Дали тука се да кажеме едноставно им се наштетува на оние непушачи кои се наоѓаат во околината на пушачите? Апсолутно. Сега е модерно да се каже дека тоа се пасивни пушачи и тоа е вистина дека димот од цигарите, од произведени од тутун, им нанесува големи штети на оние кои не пушат. Тоа во делот на предизвикување на болести на плуќата, хронична обструктивна белодробна болест, во делот на назначување на симптомите на астмата, па може искрено да кажеме во делот на ракот на плуќата и горните дишни патишта. Постојат податоци во поразвиените земји кои тоа го потврдуваат. Тоа е и причината што Светската здравствена организација донесе декларација за заштита на непушачите, односно за забрана на пасивно пушење. Тоа е и причината што Европската унија донесе директива според која треба да се забрани пушењето во затворени простори. Тоа е и причината што ние како држава го донесовме законот кој прави прохибиција на тие активности во затворени простори. Сега друго е прашање нели степенот на тоа колку ние се придржуваме, меѓутоа сите сме свесни дека од моментот на донесување на тој закон во делот на пушењето во затворени простори е далеку подобрена состојбата. Инаку, она што ме прашавте директно, изворедно штетни се последиците од пасивно пушење, иако кажеме дека на годишно ниво според статистиките 6 милиони луѓе умираат во светот само од пушењето, директно како последица на пушење, да не зборуваме други болести кои ги предизвикува пушењето, 10% од нив се пасивни пушачи. Нивната смрт е директно докажана дека е од димот на цигарите. Предлагам да проследиме музичка номера и се враќаме повторно со нашиот гостин, со кого продолжуваме на тема одвикнување од пушење. А дождот пак ќе дојде кај нас. Студен камен ти до мене си. Не допирај ги мои усни, тоа не си ти. Дај да сонувам, а сонот со тебе е само сон. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Еве одам јас,
Topol veter v lice, pak da osjetam. Dobro je da bideš sloboden i sam, osloboden i sam. Ja imam silata da te prebolam, da te nemam i da ne te gledam. I širam krilata da te preletam, prekusite neba. Se budi nov den, nov problem. Тука си до мене, а пак сум осамен. Бегам од се, бегам и од тебе. Мада дамо сам на себе, сум си потребен. И сакав сон, сакав јас сон. А сонот со тебе е само сон. И имам сила за да сватам дека моја не си била. Јас ја имам силата да те преболам, да те немам и да не те гледам. И ги ширам крилата да те прелетам преку сите неба. Продолжуваме со разговорот во студиото со доктор Денковски. Кажете ни, зошто велиме дека не е наш изборот да бидеме ние пушачи? Зошто така? Зошто едноставно велиме дека не е мој личен избор да бидам пушач? Значи се ставаме во ситуација кога самите пушачи велат дека тоа е мој личен избор и дека едноставно кога јас ги почитувам законите, не пуштам во затворени простори, не пуштам на место кое што не е дозволено, зошто јас чинам штета некому? Да, па сега доаѓаме до еден друг проблем кој предпоставам дека тука од економски аспект е најголем. Значи, болестите кои се предизвикани со пушењето, не само директно предизвикани од пушењето, туку и посредно, а тоа се еден голем диапазон на болести, како кардиоваскуларни, респираторни, болести на крвните садови, значи затнувањето на крвните садови, гинеколошки заболувања, болести на желудникот, болести на дебелото црево, многу голем број на болести, да не кажам психијатриски болести, па и невролошки заболувања, значи прават огромна штета на здравствениот систем, значи штета материјална. Голем дел од средствата кои се предвидени за лекување во здравствениот систем се одделуваат за овие болни или за болестите предизвикани со пушењето или пасивното пушење. Таквите пресметки се направени во развиените земји и тие се движат до огромни 20% од сите средства кои се даваат за здравствената заштита во некој систем се даваат за овие болести. Така да мора да признаеме дека е неправедно да некој заради тоа што има една ваква навика ги троши тие средства, огромен дел од тие средства, додека некој во некоја ситуација ќе биде закинат за таа услуга со оглед на тоа дека нема доволно средства. Претпоставам дека и тука е проблемот. Значи се почитува законот, да кажеме, подобрена е ситуацијата во Македонија, може да се констатира во најголем дел, сега има исклучоци на секаде, меѓутоа каква е состојбата во Европа и какви се насоките од Светската здравствена организација во однос на препораките да не се пуши во затворени простори со оглед на фактот на штетните влијанија врз здравјето на човекот? Па како што претходно спомнав со декларацијата на Светската здравствена организација и директивите на Европската унија, значи со оглед на тоа дека сигурно е докажана штетноста на пушењето цигари и последиците од нив, забрането е пушењето во затворени простори, во јавните служби, така да, како што знаете, ова и во
и во, мислам, приватните фирми, така како што знаете, тоа се почитува во нашата земја и сега ние се уште, бидејќи се работи за краток временски период од како е воведена оваа мерка, се уште не можеме да кажеме како тоа се одразува на здравствениот систем, како тоа се одразува на здравјето на населението. Од прилика за колку период би можела да се видат првичните резултати од мислам ова? за десетина години би можело тоа што нели може да го направи Западна Европа или Европската унија, земјите каде што ова е воведено, како што претходно кажавте. Некои од европските земји, знаете, да ја спомнем тука Данска, имаат систем каде што и јавните и сите приватни фирми не дозволуваат пушење во текот на работното време. Значи не се дозволени воопшто паузи како што тоа нашиот закон го дозволува, на места дозволени за пушење. Меѓутоа, што се однесе од ова што ме прашавте, значи развиените земји пред се Финска, Ирска имаат многу добри искуства со законот кој кај нив е донесен пред 20 на години, така да бројот на малигни заболувања на плуќи, бројот на умирање од кардиоваскуларни болести е драстично зголемен. Да речеме, тој кај нас се движи од прилика 60% од сите умирања се од кардиоваскуларни заболувања, па продолжува со 15% од малигни, каде што најмалигна болест е ракот на белите дробови, најслабо излечива болест од малигните болести, најтешко излечива болест е ракот на белите дробови, тој дава висока смртност. Така да кај нив во развиените земји резултатот на ова е намалување на таа бројка од 60 на 30% на умирањето од кардиоваскуларни. После 20 на години од воведување на тој закон. Веројатно тука се и многу други фактори за кои би зборувале и понатаму сигурно, како нели едукацијата на младите и употребата или користењето на услугите на овакви советувалишта или во поразвиените земји и центри за одвикнување од пушење. Знаете дека таму постојат центри за одвикнување од многу други работи и пороци зависности, така да веројатно и тоа влијае на овој. Се смета ли дека во иден период Македонија може од такви советувалишта да се покрене на едно ниво, да се формираат такви центри за одвикнување кои не мора да бидат чисто да кажеме под Министерството за здравство, туку да бидат некоја форма на јавно-приватно партнерство, доколку ми се Сигурно, претпоставувам дека такво нешто е и целта на почетокот на организирањето на овие советувалишта. Мора да кажеме дека организирањето на советувалиштата за одвикнување од пушење во центрите за јавно здравје во Република Македонија е поради постоењето на релативно обучен кадар и постоењето на какви такви услови во смисла на простори и технички услови за такво нешто. Да, не е толку скапа инвестиција, да бидеме реални. Не е толку скапа инвестиција, меѓутоа треба време, треба труд, треба простор, треба можеби она што рековте да се вмеша невладиниот сектор и да се организира јавно-приватно партнерство на здравствените и други институции. Нели, можеби треба да се организира, не можеби, најверојатно и надвор од работно време. Сигурно дека тоа би требало да се организира во некоја порелаксирана атмосфера во период кој повеќе одговара на оние кои би сакале да се откажат од пушењето. И сметам дека во наредниот период сигурно и кај нас тоа ќе оди во тој правец, со тоа да се извинувам, ќе бидат ангажирани, како што рековме, социјални работници, психолози, психијатри, невропсихијатри, сите кои би биле вклучени во овој проблем. Да. Предлагам да проследиме еден прилог кој што согледување на Reuters, кои се штетните последици, она што го спомнавте, кардиоваскуларните заболувања, малигните заболувања како последица од зависноста од цигарите. Согласно календарот за зголемување на акцизата за цигари, од 1 јули 2015 година предвидено е поскапување од 3 денари за кутија цигари. Но дали повисоките цени на цигарите ќе влијаат врз намалување на бројот на потрошувачите? Анкетираните граѓани на Куманово воглавно сметаат дека парите нема да бидат причина за некој да се откаже од својата навика за пушење. Кој се навикнае да се пуши, ќе се пуши. Ретко. Лоша е навика, а потешка још одвика. Па може би ќе има, ја не сум пушеш, така да не знам. Па не верувам пушачите никогаш нема да остават цигарите. Тоа е дрога. Они се дрогира со цигарите. Да, и колку да се качи, пак ќе си ги пушат. Треба јака волја за цигари. Парите никогаш не биле упитање за цигари, кога сум бил пушач. Али едно се баре ми се слоши од цигарите и фрли би више не запали цигара.
Тие што се пушачи, ќе си пушат, сигурно. Може еден ден да се откажат, вториот сигурно ќе се вратат во нормала на пушење. Што е потребно за да се откажат? Ништо, само добра волја. Некои од граѓаните сметаат дека наместо кутија цигари подобро е да се купат 3 леба, додека други пак попрво би се откажале од лебот отколку од цигарите. Криза е голема. Нема паре, нема ништо, мора, ако сака да живи, треба да штеди на цигаре. Пребих земаја леп него цигаре. Болje за леп ќе ги дадам. Ако видам 60 денара, 3 лева ќе си купам. А цигари не треба. Без цигари може да се живее, без леп не може. Нема да се откажам. Зошто? Па, зависни сме од цигари. Значи колку да се скапи сепак Нема проблем. За леп ќе почекам, а за цигари не. А пушачите треба да престанат да пушат. И така ќе поминат поевтино. Се надевам дека ќе се намали, треба да престанат со пушењето. Штетно е по здравје. Зголемување од по 3 денари на цигарите се предвидува се до 1 јули 2016 година, пошто во наредните 7 години тие ќе поскапуваат по 4 денари за кутија годишно. Ваквиот тренд на покачување за 8 години драстично ќе ги поскапи цигарите во земјава, па така најскапата кутија цигари која денес чини 120 денари, за 8 години ќе достигне цена од 154 денари. Тука ја видовме анкетата, видовме дека се најавува значи поскапување на цигарите, меѓутоа постојат дел од пушачи кои се веројатно долгогодишни зависници кои велат дека и покрај тоа што ќе се качи цената нема да се откажат од оваа навика. Која да кажеме сте правеле ли вие одредено истражување, кој е типичен човек кој што е дел од таа пушачка фела? Па добро, знаете, ние не сме правеле, меѓутоа има мислам институции и служби повисоки од нас и во другите земји кои тоа го направиле, дури го исцртали профилот на просечен пушач, не сакам сега нели гледачите ваши со тоа да ги замарам, меѓутоа една од карактеристиките во тој профил е дека тој припаѓа на понискиот социјален статус, значи сталеж. Една од препораките во декларацијата на Светска здравствена организација и директивите на Европска унија е да се зголеми цената на цигарите. Значи, еден од начините сигурно да се влие на тоа да се намали пушењето е и да се зголеми цената на цигарите. Сите знаеме, нели поголем дел од луѓето кои патуваат знаат дека во нашето обкружување, па и во подалечното, цигарите се извонредно скапи во однос на цената која имаме кај нас. Сметам, мое лично мислење е дека ова зголемување на цигарите кај нас нема да влие многу на намалување на стапката на пушење, бројот на пушачите, и мора да кажеме дека светските истражувања покажуваат дека и понатаму луѓето со помали лични примања, луѓето од пониските социјално-економски групи, повеќе пушат цигари. Тоа е докажано во многу земји, значи Кина, Индија, тие најголемите, потоа во северноафриканските, каде што традицијата е голема со пушењето, дека, да речеме, во еден Мароко или во еден Египет, државата повеќе троши за цигарите отколку за образованието, што е навистина абсурд, додека во развиените земји не е баш така. Претходно ги спомнавме Шведска, Данска, Ирска како позитивни примери, би ги спомнале сега Франција, Велика Британија и Соединетите Американски држави, каде што најголем дел од населението со пониско ниво на образование пуши, додека само 10 до 12% од населението кој има 12 и повеќе години образование ги користи цигарите. Значи, ова наше влијание на бројот на пушачите со зголемување на цената на цигари веројатно ќе има некако ефект, меѓутоа јас се сложувам со најголем дел од вашите анкетирани дека нема до тој степен да биде ефектот, и инаку би зборувале нели за тоа колку нели цигарите влијаат на економијата на земјата, колку нели колку негативно штети предизвикуваат. Постојат ли такви податоци или доколку нема Македонија? Да, нашата земја нема, меѓутоа јасно. Ако имаме 700.000 пушачи, апроксимативно на 2.100.000 жители, што е извонредно голема бројка, ако кажеме дека еден контингент од деца се состои од 25.000 луѓе, па ако кажеме дека до 15 години
имаме 225.000 луѓе, тоа е 1.900.000, остануваат 1.800.000, од нив 700.000 пушат. Значи тоа е една изворедно голема бројка. Сметам дека значи немаме во тој дел истражувања, меѓутоа развиените земји имаат истражувања, зошто да не ги примениме, нели, и нивните искуства на нашата земја. Многу се поголеми штетите од користењето на тутунот, што ги имаат Бразил, Куба, да речеме и другите големи, и Кина, Индија, големи производители на тутун, отколку што ги имаат штетите, отколку што имаат корист од производството на тутун. За ваша информација, значи, да речеме во Бразил, тутунскиот производителот на тутун треба да работи 6 година за да заработи толку пари колку што ќе заработи, да речеме, еден менаџер на British American Tobacco за еден ден. На вистина е запрепастувачки се податоците во тој дел. Така да претпоставам би можело тоа да се пренесе и на нашите искуства, каде што во Република Македонија отприлика моите информации, односно нашите тука зборува дека 40.000 семејства директно или индиректно живеат од производството на тутун. Така да можеби, еве, ако кажеме 150.000 жители живеат од производството на тутунот, меѓутоа како живеат и дали во перспектива може на некој начин да се направи измена во тоа, мислам не е наше. Да. Предлагам да проследиме една музичка номера и потоа се враќаме повторно на оваа тема со наши дополнителни согледувања. двајцата нас, овде е крајот. Се прашувам пак, ти дали си сам, згасна ли сјајот? За година-две ќе помине се, ќе пробаш да ме пронајдеш, оставен сам на себе. Сега знај, ти денес можеш се уште со љубов да ме добиеш и да ме задржиш за час. Не се бориш ти за нас, се помалку со секој ден. Ќе имам љубов за тебе и сите спомени ќе стигнат со тие дни. Ќе помине се, ќе пробаш да ме пронајдеш, оставен сам на себе. Сега знај, ти денес можеш се уште со љубов да ме добиеш и да ме задржиш за час. Не се бориш ти за нас, се помалку со секој ден. Ќе имам љубов за тебе и сите спомени ќе стигнат со тие дни.
zadržiš za čas. Ne se boriš ti za nas, se pomagu so sekoj den, če imam ljubav za tebe, da si te spomeni, che sti pensando Продолжуваме со разговорот. Како, да кажеме, државата, како здравствените работници, како институциите на системот се обидуваат да ги спречат најмладите, односно децата на одредена возраст, збориме деца кои се постари тинејџери, да не се обидат да почнат со ова навика? Како што кажавме претходно, и во развиените земји, и кај нас, најчесто се започнува со пушењето на возраст од 13 до 17 години. Причините се едноставни, значи децата се радознали, децата се наоѓаат во средина во која нели се пуши, децата сакаат да личат на возрастните, децата сакаат да личат на тие што се околу нив, тие што им се примери, и во тој период најрано се започнува со пушењето. Државата и здравствениот систем се трудат на некој начин да се изборат со овој проблем, со тоа што се организираат кампањи и едукации на ова население. Во тек е нели изготвување на една ЕСПАД програма која е во соработка со Европската унија, која ќе ни даде податоци за бројот на оние кои злоупотребуваат нели цигари и други психоактивни супстанции, алкохол, на возраст од 16 години во Република Македонија. Таа информација ќе имаме за неколку месеци. Меѓутоа, ние знаеме дека на најголем дел од децата цигара доаѓаат во контакт со цигарите на таа возраст и се трудиме тоа да го поправиме. Како се трудиме? Значи, во овој момент само со кампањи и со едукација. Имаме организирани едукации во училиштата. Постојано се трудиме да им се приближиме и да им кажеме за штетните последици, затоа што, како што кажавме претходно во разговорот, што порано се направи тоа, што порано, доколку почнале, се обидат да ги остават цигарите, толку подобар успех ќе имаме во тој дел. А рековме, претходно нели спомнавме дека младите исто така ги следат трендовите во секој поглед, ги следат трендовите во исхрана, ги следат трендовите во модата, ги следат трендовите нели облекување, однесување, начин на одамна не е модерно да се пуши. Да, тоа сакам да кажам навистина. Апсолутно, навистина, ако ги следиме трендовите од развиените земји, а најчесто тоа го правиме, таму пушењето цигари не е во мода многу одамна. Ајде да не кажеме, не било можеби никогаш во мода, меѓутоа на некој начин било составен дел на однесувањето во поранешниот период на повисоките слоеви, можеби и во претходните векови. За таа информација нели може да спомнеме дека таа прохибиција на пушењето постоела уште од 17-тиот, 18-тиот и понатаму векови, каде што во развиените тогашни земји, Русија, Германија, Англија, Франција, било забранувано тоа пушење, па и султанот Мурат IV забранил да се пуши на почетокот на 17-тиот век. Меѓутоа, она што исто го зборувавме заедно претходно, создавањето на психичка, па и физичка зависност, значи правењето на личноста задоволна, исполнета, а и физички помоćна, поконцентрирана, поспремна за работа, прави да дојде до тоа да многу тешко се откажуваме и многу тешко ги спроведуваме овие активности. Предлагам да проследиме уште еден прилог на оваа тема, значи колку е штетно, според едно истражување од Reuters, извршено се разбира во западноевропските држави и во Соединетите Американски држави. Според најновите истражувања направени во САД, дури 12 видови на карцином се директно поврзани со пушењето и цигарите. Најголема смртност предизвикува ракот на белите дробови, бронхиите, душникот и грлото, но и туморот на устната празнина и мочниот мејур може да се поврзат со цигарите.
Научниците проценуваат дека од 345.962 лица, кои во 2011 починале од рак и се постари од 35 години, дури 167.805 случаи се поврзани со пушење, пишува Reuters. Во своите проценки, научниците користеле формули за појавување на специфични видови на карциноми, кои се поврзани исклучиво со пушење, а потоа ги анализирале и националните бази на податоци. Правеле интервјуа за навиките на заболените и починатите. Тие заклучиле на основа на бројот на пушачи и односот на карциноми поврзани со пушењето, дека 125.799 смртни случаи се од тумор на бели дробови, бронхиите и грлото. Исто така, цигарите се поврзани со 17% од заболените со рак на бубрек, 20% од заболените со рак на желудник и 22% од заболените од рак на матката, заклучиле научниците. Ги слушнавме овие податоци, докторе, и дали да кажеме тука некаде се движат податоците кои беа изнесени во прилогот? Во Македонија зборуваме. Да, во Република Македонија податоците за последиците, штетните последици од пушењето цигари, димот од цигарите и чадот од цигарите се поалармантни од податоците кои ги слушнавме. Иако ние не сме во можност до крај да ја истражиме оваа проблематика од дете, затоа што сме мала земја и немаме можеби доволно средства за вакви мета анализи и истражувања, ние знаеме, според податоците што ги имаме, дека голем е бројот на оние кои починале или се разболеле од кардиоваскуларни болести, од болести на ендокриниот систем, од плучни болести, од малигни болести и други болести, психијатриски, како што реков претходно, невролошки, а кои се последица на пушењето цигари и димот од цигари и чадот од цигарите. Кај нас може да кажеме дека кога се работи за кардиоваскуларни заболувања и натаму стапката на смртност е изворедно голема. Значи преку 50% од умрените се умрени од кардиоваскуларни и цереброваскуларни болести. Следуваат малигните болести. Малигните болести и кај мажите и кај жените највисока смртност предизвикува ракот на белите дробови. Иако ракот на дојката е, например, најзастапен кај овие, ракот на белите дробови предизвикува најголема смртност. Следат тука и ракот на дебелото црево, кој исто така многу тешка болест, а кој во дел се поврзува со пушењето цигари, како и ракот на желудникот. Некои од малигните заболувања на женските гениталии исто така се поврзуваат со пушење цигари, така да изворедно лоша е ситуацијата кај нас во поглед на ова. Ако ја земеме тука и хроничната обструктивна белодробна болест и астмата, кои се изворедно чести во последно време и многу застапени и кои даваат многу лоши последици и инвалидитет, може да кажеме дека на овој план сме навистина во можеби многу поалармантна ситуација отколку развиените земји, затоа што нели она што го рековме претходно, програмите така за превенција и некои други законски обврски кај нив се многу порано реализирани. Ако се споредиме со некои соседни држави, како што се Србија, Хрватска, каде што има направено анализи, тука некаде се тие состојби и кај нив има пресметано и некој индекс кој се вика DALY, значи тоа е Disability Available Life of Expectancy, каде што се зборува за оштетеноста, годините на оштетен живот на пушачите. Значи тука станува збор не само за периодот, нели, во кој сте пушеле или не сте пушеле, туку за периодот од кој вие па до крајот на животот имате намалена работна способност, имате расипано здравје, имате штети за себе, за општеството, за пошироката и за потесната заедница. Тоа се изворедно големи бројки кои кога ќе се помножат со некои економски параметри даваат навистина големи штети за општеството. Ги проценивме од прилика штетите дека се ненаминливи, да кажеме, самата држава, се разбира тука се и штетите по личното здравје, по здравјето на членовите на семејството, значи во најтесното обкружување. Планирате ли да обстојат овие советувалиште како такви во и некоја идна форма, да кажеме, подалечна, да преминат во накви центри за одвикнување?
Да, ние сметаме дека ќе обстојат нашите советувалишта за одвикнување од пушење и ги повикуваме граѓаните да дојдат и да ги користат услугите на истите. Во овој момент им нудиме советувања, им нудиме едукации за начинот на одвикнување од пушење. Кажавме нели на почетокот дека тоа не е едноставно и трае поголем временски период и бара известни средства. Кога станува збор за средствата, зборуваме нели за тие никотински лепенки, за тие никотински мастики, никотински лозунги, како што рековме, таблети за жвакање и шмукање, потоа спрејови за нос и за инхалирање и следат и некои други лекарства, сериозни лекарства, ако рековме дека тоа создава психичка зависност, значи тука се користат и антидепресиви, сериозни лекарства, меѓутоа сигурно во соработка со психијатар, невропсихијатар и психолог, ние ќе го обезбедиме и тоа доколку има потреба за такво нешто. Како што рековте во вашиот прилог на почетокот, се работи поединочно и во група, доколку има интерес не е проблем за таква работа. Ние се надеваме за успех, дури единствен кој се одвикнал за Апсолутно, отпушење. сигурно дека е тоа успех, сигурно дека и обидот да се одвикне некој е успех, сигурно дека и волјата да се одвикне од пушењето е успех за нас и за тој што сака да се одвикне и ние ќе обстоиме на работата на советувалиштето, дури се надеваме дека тоа ќе го доведеме и до ниво на центар, како што спомнавте, и до некое ниво кое нели би работело и во друго време, во друг дел од денот и би работело малку полежерно, малку поопуштено и во простории кои би биле нели по-добри полежерни. За таква Поприфатливи. Да. И јас ви благодарам што бевте наш гостин ова утро и навистина сметам дека до некаде допринесовме барем малку да се подразмислат пушачите кои имаат повеќе годишни стаж, доколку не веднаш, туку постепено да почнат со одвикнување. Тука се разбира и законските регулативи кои не се баш така едноставни. И воедно продажбата и забрана за продажба на цигари на малолетници и покрај сите обиди, сепак некако Македонија се уште тапка во место, не е на најлоша позиција по овој степен, меѓутоа не е ниво на добро развиените земји. Па да се надеваме дека со ова што нели го кажавме денеска и со ова што им го кажавме на вашите гледачи, ќе влијаеме на тоа цигарите да не бидат дел од нашето секојдневие, а оние кои веќе нели на некој начин и до некој степен се зависни од нив, нека повелат во нашето советувалиште, ќе добијат и некоја информација повеќе. Јас ви благодарам што го проследивте разговорот и ви посакувам убав ден.